Вторнично издание на регионалните вести. Со полагање на свежо цвеќе на градските гробишта во Тетово и со меморијален турнир во мал фудбал одбележана 17 годишнината од загинувањето на полицаецот Цоки Стојановски за време на војниот конфликт во 2001-та. Одбележана 17 годишнината од загинувањето на Цоки Стојановски, полицаецот кој загина во конфликтот во 2001 година. Букет и свежо цвеќе во знак на почит и сеќавање на православните гробишта во Тетово и пред спомен бистата на Цоки во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово положија најблиските роднини и пријатели. Делегација составена од представници на секторот за внатрешни работи Тетово, колегите од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, делегација од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, представници на армијата на Република Македонија Воена пошта, Сдруженијето на воени инвалиди Тетово и представници на Сдруженијето бранители Херои на Македонија. Во знак на сеќавање на полицаецот Цоки Стојановски во спортската сала во Барвеница беше одржан 7-миот меморијален турнир во мал фудбал во организација на МВР, Македонскиот полициски синдикат и семејството. На турнирот учествуваа 5 екипи составени од полициски службеници, припадници на АРМ и граѓани. Турнирот го отвори Владо Стојановски, председател на Сдруженијето на бранители Херои на Македонија. Почитувани, денес сме присутни во чест на загиналиот бранител Цоки Стојановски, припадник на безбедносните сили на вооружените сили на Република Македонија, кој на ден 31.7.2001 година го положи својот над живот во одбрана на својата татковина Република Македонија. Со должна почит кон семејството Стојановски, по чест на загинатиот бранител се одржува турнир во мал фудбал на локално ниво. Овие турнири се одржуваат на сите градови на Република Македонија кај што има загинати бранители. Како резултат од турнирите, победничките екипи настапуваат на централниот меморијален турнир кој се одржува во спортската сала Борис Трајковски Скопје под покровителство на министерот за внатрешни работи. Почитувани спортисти, ценејќи вредностите на вашите колеги, другари кои бевте рамо до рамо во настаните 2001 година, независно од национална припадност. Тоа го потврдите на спортските терени во спортскиот дух. Овие турнири, како и овој денеска што се одржува секоја година, ќе се одржува во иста должност на своите храбрости и на својата јунактина на своите колеги кои загинаа во 2001 година. Од мое лично име и од име на Сдруженијето на загинатите бранители Херои на Македонија 2001 година, воедно на сите учесници екипи им посакуваме фер и коректен напревар за овој турнир, па пред турнирот да го прогласиме, ќе ве молим за едноминутно молчење. Вечна и слава. Прогласуваме турнирот, тоа е 7-ми турнир по ред, го прогласуваме за отворен. Повелете, а на вас спортистите ви посакувам фер и коректен напревар. Полицаецот Цоки Стојановски загина кобниот ден 2001 година како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август одговори на својот последен предизвик за одбраната на неговиот роден град Тетово.
Истрел од куршум го усмрти Стојановски, кој на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово беше на должност командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Цоки Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 ќерки. Просечната возраст на умрените лица минатата година во полошките градови била 71,6 години, што е најмала старост во однос на другите градови во Македонија. Жителите на Полошко не ја достигнуваат ниту просечната возраст на умрени во земјава од околу 73 години. Жителите на Полошко не се долговични колку и жителите на другите региони во земјава. Како што покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, населението во Полок не ја достигнува просечната возраст на умрени во земјава од околу 73 години, односно просечниот животен век им е за речи 7 година пократок. Најдлабока старост доживуваат жителите на Пелагонискиот регион, каде просечната возраст на умрените лица е 74,8 години. Највпечатлива е разликата на животниот век на жителите на полошките села во однос на жителите на другите села. Просечно живеат пократко за речи 1,5 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната возраст на умрените лица лани во полошките села била 71,9 години, што е помалку во однос на другите региони во земјава. Најчестата причина за смрт на населението се болестите на циркулаторниот систем. Како што објави Државниот завод за статистика, 55% од сите смртни случаи се должат на срцеви заболувања. Втора причина за смртност се неоплазмите. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, најчеста причина за смртност кај жените е карциномот на дојка, па потоа на бели дробови и на желудник, додека пак кај мажите најчеста причина за смртност е карциномот на бели дробови, па на желудник и карциномот на простата. Во Гостивар се спроведува акција за уривање на бесправно изградените објекти. Општината вчера урна зид кој блокирал улица, а денес инвеститори сами ја рушеа градбата за која немале соодветна дозвола. Локалната власт најави дека засега е предвидено отстранување на 5 до 6 дивоградби. Гостиварската локална самоуправа им објави војна на дивоградбите. Општината започна акција за уривање на бесправни градби на својата територија. Активностите стартуваа од населбата Питарница, каде беше срушен зид на локација предвидена за улица. Денес инвеститори кои без дозвола почнале да градат објект, сами ја рушеа градбата, оти увиделе дека ако тоа го прави општината, ќе ги чини повеќе пари. Има одредени објекти кои што се градени на диво, не се одредени, туку огромен број во Гостивар. Ние за да покажеме дека сме спремни со овој феномен да ратуваме, тоа ќе го кажеме. Почнавме со првиот објект вчера. Денес ќе се урива една куќа до киното во Гостивар и наредните денови и ќе продолжиме и со други згради, објекти, зидови кои што пречат функционирање на секојдневниот живот во Гостивар. Ке успее ли општинската власт да воведе ред со дивите градби и како на тоа ќе реагираат собствениците? Градоначалникот тврди дека селективност нема да има и се надева на соработка. Секогаш ги замолуваме самите собственици да го уриваат. Ако не го прават тие, веќе имаме фирма која што победи на тендер во општина Гостивар, која што е специјализирана за тоа. Би сакал да ја пофалам и полицијата во Гостивар. Ни одговараат и се заедно со нас за време на акциите. Значи, би сакал уште еднаш да, како заклучок да кажам, дека не сме селективни, иако вчера бевме обвинети, биле македонци, биле албанци, биле турци, биле роми, за сите ќе бидеме исти. Барем ќе се обидеме да бидеме подеднакво исти. Тендерот за рушење на дивоградби е тежок 2 милиони денари. За сега е предвидено да се отстранат 5 до 6 бесправни градби за кои веќе има решенија за рушење. Во Тетовската полиција е пријавено дека ноќта помеѓу саботата и неделата во црквата Свети Димитри е извршена кражба, при што се одземени 1000 денари.
Савара Тетово со нова акциска контрола во два угостителски објекти. Затекнати биле вкупно 22 странски државјанки кои работеле како пејачки и танчерки. Вчера вечер, односно ноќеска, во времето од 23 до 2 часот, од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, извршена била акциска контрола во угостителски објект лоциран на регионалниот пат Тетово-Фалише, собственост на 50-годишниот АЗ од Тетово. Во објектот биле затекнати 16 странски државјанки кои работеле како танчерки и пејачки. Од нив 14 биле од Република Албанија, една од Република Србија и една од Република Косово, кои биле на возраст од 18 до 33 години. Странските државјанки, како и собственикот АЗ, биле приведени во полициската станица во Тетово за понатамошна постапка. Истиот ден во времето од 23 до 3 часот од страна на полициски службеници извршена била акциска контрола во угостителски објект лоциран во селото Чегране, собственост на 51-годишниот АД од село Чегране, каде што биле затекнати 6 женски лица, и тоа 5 македонски и една албанска државјанка кои работеле како пејачки и танчерки, а заедно со собственикот биле приведени во полициската станица за понатамошна постапка, информира Савара Тетово. Поезијата гради мостови меѓу младите гостиварци. Вчера вечер се одржа второто поетско читање проекции под исто небо со учество на десетина млади поети и поетот Сефер Селими како специјален гостин. Десетина млади гостиварци беа дел од второто поетско читање проекции под исто небо, кое го организира Клубот на млади поети во Гостивар, а се одржа вчера вечер. Интересот за пишаниот збор меѓу помладата генерација расте, што може да се забележи токму на настаните од ваков тип. Учесниците пред публиката се представија со своји стихови, а во парови читаа и поезија од познати автори. Колку ли пати треба да умрете за да престанете да бидете славни? Колку ли пати треба да се родите за да ви здодее да бидете гениални? Колку пати сте биле живи досега? Си ја одлепив кожата за да ве сакам со голо срце, кога не може в себе си, врз црниот штафелај од меридијани и атомски бомби. Ја растегнав како пергамент и со Николовата Тесла во неа по поле која лабам, сликата на Дориан Греј, безгенитален, тако во вагините на свеста, во којуту сум на катодата и анодата, се пронајдов стар. Освен што развиваат љубов и афинитет кон поезијата, младите од различни националности преку оваа активност се зближуваат, соработуваат и негуваат мултикултура. Специјален гостин на поетското читање беше поетот Сефер Селими, кој воедно е и иден основач на Младинскиот совет на Гостивар. Го прифатив ова покана со многу задоволство, за да можеме да ги поттикнеме и да ги поддржиме и овие млади поети кои се љубители на пишуваниот збор, за да им го даваме сетата поддршка, оние да продолжуваат и да го негуваат културата, да го негуваат социјалниот живот во Гостивар преку пишаниот збор. Инаку, името на самата организација под исто небо е многу значајно и многу илустративно покажува дека ние живееме под исто небо и ги делиме истите проблеми и се треба заеднички да се склониме кон решавање на тие проблеми и на тие предизвици кои ги имаме под истото небо. Освен читање на стихови, програмата на настанот беше збогатена и со музика. Село Луковица со голем црковно-народен собир во дворот на манастирот Свети Илија ќе го одбележува истоимениот празник. Свечената литургија е закажана за во 10 часот. Прославувањето ќе продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта и народна веселба.
Со голем црковно-народен собир, село Луковица и оваа година доследно на традицијата организира големо празнување во црквата Свети Илија по повод истоимениот празник. Свечената литургија е закажана за во 10 часот. Во 12 часот гостите ќе имаат можност да бидат дел од братско-сестринска трпеза на љубовта, пошто ќе следи народна веселба. Секоја година ми е 1 и 2 август го славиме во село Луковица. Први вечерта се иде во манастир до 8 сатот, после 8 сатот музиката се префрля во селото, во сред село, кој трае до 11 часот, пошто се прекинува за другиот ден да почне да биде одморени во 7 часот на Сабајле. И таа веселба трае до 17 часот дента. Исто така на 2 август има 12 кума, од кои се крши парече, 12 паречиња ќе има, уствари лепчиња, и ќе има литургија, мислим од овластените лица, свештените лица, пардон, и ги поканувам сите луѓе или граѓани на Република Македонија да присуствуваат на тој празник, од кој голем број имамо најава дека ќе дојдат. Со цел да се создадат услови за сместување на добронамерни гости, како и за развој на селскиот туризам, истовремено и за враќање на животот во Луковица, црковното настојателство на селото пред 4 години покрена иницијатива за изградба на конаци во црковниот двор. Истите се во завршна фаза. Има кревети, има све услови, уште не е санитарниот чвор, кој е веќе при крај, значи издидање, треба се монтише да се стави водовод. Тоа ќе остане после 2 август и трпезаријата е комплетирана, значи затворена е све. Ја мислим дека до година ќе се освети. За сите кои сакаат да бидат дел од ова чествување во Луковица, има организиран превоз од пред супермаркетот Веро на 2 август. Присутните ќе ги забавува групата Маестро Бенд. Не размислувам за неуспешен референдум и за непостигнат цензус, изјави премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција. Но доколку граѓаните одлучат да останат дома, во таков случај тие ја пренесуваат одлуката на институциите. Заев ги повика граѓаните да излезат на референдум, бидејќи тоа, според него, е обврска пред татковината. Едно јасно, ВМРО ДПМН тоа го зборуваше на лидерските средби, тоа го кажува и јавно, на секаде, немаат намера да повикат на бојкот и јас верувам дека нема да го направат тоа, прво заради државата, после секако и заради нив. Знаат што значи да се повика на бојкот за прашање во кое што преку 10-15 години ВМРО ДПМН е прв од политичките партии што се залага, тоа е референдумот. И изјаснувањето во врска со проблемот со името преку референдум. И од тука негувам дополнителен мотив и убеденост дека референдумот ќе успее во делот на цензусот. Но она што исто така е јасно, како што го опишува Уставот, што значи успешност на одлуката која што ја носат граѓаните на референдум, преку 50% од запишаните гласачи во избирачкиот список, значи дека граѓаните одлучуваат на референдум. Ако граѓаните заклучат дека прашањето им е тешко, дека не се доволно информирани, може да одлучат и да останат дома, така? Без разлика на политичките партии, што знам дека овој пат не е дозволиво. Во таков случај, тие пренесуваат одлуката на институциите. И тоа го кажувам така, заради тоа што со сите правници, со сите релевантни фактори во државата, со сите што го толкуваат и Уставот и законите, тоа всушност значи така. Председателот на парламентот Талат Џафери очекува кампањата за референдумот да почне на 10 септември, до кога се планира да работи и собранието. Иако предлагачи на одлуката се пратениците, Џафери вели дека во кампањата за референдумот би можеле да учествуваат политичките партии, невладиниот сектор, но и владата, па дури и собранието. Според него и тие што ќе се определат да не учествуваат на референдумот ќе имаат некаква кампања. Предлагачи се пратениците, а тие се представници на политички партии, како и да е, не се исклучени сите субјекти кои го чинат политичкиот живот во државата. И формалното неучество е учество со определба. Затоа пратениците, односно политичките партии, ќе бидат тие кои ќе ја водат кампањата за да ги убедат граѓаните дека треба да излезат на референдум. А по аналогија, роковите се исти како и за изборите со разлика во составот на одборите кои ќе бидат во избирачките места. Бидејќи е граѓанска иницијатива, оставено е тие членови да не бидат партиски.
Предпоставувам дека ДИК на носителите на кампањата ќе им овозможи да го наблюдуваат процесот, вели Џафери, кој информираше дека пратениците одат на одмор до 20 август. Косовската влада ја укина во целост одлуката за зголемените царини, соопшти денеска министерот за економија Кресник Бектеши. Како што информира Бектеши на пресконференција, ова е уште една потврда за добрите односи меѓу двете земји. Денес бев информиран дека Косово ја повлече одлуката во целост, а претходно на владината седница на косовската влада биле земени предвид аргументите што беа изнесени од македонската страна на петочната средба во Приштина, истакна Бектеши. Косово ја воведе одлуката на 18 јули годинава и со неа царините за вкупно 21 земјоделски производ беа зголемени за 30%. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, а околу пладне и попладне со локален пороен дожд и грмежи. Минималните температури се движеа од 14 до 22 степени, додека пак дневната највисока температура достигна 27, односно 34 степени Целзиусови. Променливо облачно и нестабилно време на повеќе места со пороен дожд и грмежи не очекува и утре. Минималните температури ќе се движат од 12 до 20 степени, додека пак дневната највисока од 25 до 32 степени Целзиусови. Вестите завршуваат овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.